Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот на гостини доаѓаат доктор Татјана Арсова, специјалист по стоматолошка протетика, музичарката Бајса Арифовска и младиот македонски пливачки маратонец Марко Пејчиновски. Останете со нас до 11 часот. Најве сме назад во студиото, гостите пред малку ги слушнавте во Форшпанот, кои што ќе не дружат до 9 по 9 часот до речи се 11. Јас и Александра сме денеска во студио. Александра помина оној политички дел да го наречеме, каде што ги слушавме коментарите на нашите гледачи, па сега ќе одиме со едни, па ќе кажам, поведри теми, порелаксирани, бидејќи политиката свесно или несвесно влегува во животите на сите нас и така, некогаш знае да не... Во сите пори, така е. И ви официјално добро утро и пред камерите до тебе. Добро утро, Милена, и до тебе. И од 7 часот имавме одлична тема, која што и како не таргетира Богами, сите. Да. А и од 8 часот имавме одлична тема, но ветуваме уште подобри разговори во овој дел од денот. Но како што е редот да си ги представиме гости. Така е, така. Иако нашите гледачи слушнаа во Форшпанот, сепак да си ги представиме како што е редот. До мене од мојата десна страна Бајса Арифовска, која што е музичарка, со која што веќе некое време комуницираме и сметавме дека денеска е денот да се биде дел од Здраво Македонија. Бајса, добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до вас, благодарност за поканата и поздрав до сите гледачи и вашата утринска емисија. Така, и ќе свириме малку Малку ќе посвириме. 15 инструменти, но не можевме сите да ги донесеме тука, доволно е само еден, малку подоцна ќе уживаме во музиката. Веднаш до вас Марко Пејчиновски, пливачки маратонец. Марко, добро утро, добре ни дојде во студиото. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата и поздрав до гледачите. Со тебе имаме да најавиме нешто многу убаво, нешто многу големо, по неколку годишно отсуство, ќе кажам, во водите во Македонија. И веднаш до вас доктор Татјана Арсова, специјалист по стоматолошка протетика. Докторке, добро утро и за вас. Добро утро до вас, до Добре ни гледачите на вашата телевизија. Со вас ќе решиме, мислам, повеќе проблеми. Или ќе ги доисплашиме гледачите, но мислам дека ќе им помогнеме. Ќе ги охрабриме. И ќе ги охрабриме. За сите оние кои што се мислат што да направат и како да направат, ќе ни кажете вие, нели, што е најдобро во зависност од проблемот кој што го имаат за зъбите, возраста и така натаму. Најпрво би сакала да започнеме со Марко, ако дозволите, бидејќи тој најави Ironman. Што значи тоа? Мислам, Ironman знаеме што значи, ама каков предизвик е тоа? За каков предизвик станува збор? Да, Ironman е триатлон кој е најисцрпувачкиот и најдолгиот триатлон во светот. Но јас го направив модифициран, односно видоизменет, поради проблемот кој го имам со ногата, но го направив на потежок начин. Класичниот Ironman е 3,8 км пливање, 42,2 км трчање и 180 км возење велосипед. Но и тоа зборуваме се одеднаш, значи се во истиот период, така да. Браво. За оние кои не знаат што значи овој термин, да. И сметам дека пливањето 22,4 км е потешко и 42,2 км трчање и 42,2 км возење велосипед отколку класичниот. Бидејќи пливањето според мене е најисцрпувачкиот спорт. Така, кажавме дека неколку години се направи пауза. Ја спомена и состојбата на нозете, дали може да им објасниме на гледачите кои што можеби не знаат за каква состојба станува збор и колку можеби ете дополнително представуваше потешкотија за да се постигне успехот? Па како што некои знаат, некои не знаат, јас имам ретка болест на мојот лев колк, наречена пертест, која веќе 9 години боледувам од неа, но во последно време почнав да ја гледам како благослов, не како проблем. И иако овој предизвик требаше да го правам 2024 година, но по неколку разговори со доктори одлучивме дека поточно тие не советуваат дека не е најпаметно да се прави ова, бидејќи не знаеме какви последици ќе има овој маратон на мојата нога, но одлучив да не подклекнувам на предизвиците и на искушенијата кои не ги пружи животот и
да ги превземам работите во моја контрола со надеж дека ќе успеам, дека ќе си вратам желба во мојот живот и дека ќе инспирирам на други кои се Браво. загубени исто во комфорт зоната или во некаква бездна. Браво, Марко, браво. Но вистина вливаш надеж кај многу луѓе кои што ете можеби се плашат, стравуваат да направат нешто, па и можеби ќе се осмелат да си остварат некоја цел која што можеби си ја зацртале одамна. Бајса, ве знаат како талентирана музичарка и надвор од границите на Македонија. Не зборуваме веќе само за нашата земја. Многу инструменти. Нема да ве прашам кој ви е омилен, тоа е веројатно како повеќе деца, ако имате па кој дете. Мајката од 4 деца, да, прашаш кој најмногу го сака. Ете така. Но тука имаме еден од инструментите. Зошто се одлучивте за овој? Дали е можеби најприкладен за овој дел од денот за свирење? Да, некој има таа врска. Утрото така ми рече. Да, каволот така еден како да кажам, инструмент кој може би е така поблизок до мојата душа, до мојот карактер, до мојот начин на живот. Има ли уште мајстори во Македонија кои изработуваат извонредни кавали? Затоа што кавалот е стар македонски инструмент на кој треба Македонија да се горде. Така. Се уште ние си го респектираме, почитуваме нашиот мајстор Стојанче Костовски од Виница, кој што веќе отиде во пензија, ете така. Кој наследи ли некој? Да. Па има внуци, да видиме. Еве, ние вака еве да апелираме да го наследат, да имаме, нели, да продолжи занаетот. Има млади изработувачи, така да ги охрабруваме да се подобруваат во изработката на овие инструменти кои што секако не треба да изумрат како и фолклорот. Така. Подоцна ќе засвириме малку, но најпрво да ја слушнеме и докторката. Кажавме дека сте специјалист по стоматолошка протетика, тоа ви е специјалност, така да кажам. Што всушност опфаќа тоа? Вака, протетиката е дел од стоматологијата, една насока во која што се трудиме ние да го повратиме се што е изгубено, забите, нели што се изгубени, да се поврати функцијата, естетиката што нормално е многу битен момент и да створиме една убава насмевка кај пациентот за да тој самиот биде задоволен од тоа што го изработуваме и да биде задоволен нормално. Протетиката може да ја поделиме на фиксен дел, на мобилен дел, зависно што треба да се изработи кај пациентот, колку заби се изгубени, да се поврати нели мастикаторната функција. Фиксниот дел е, како да речам, поедноставен за решавање и поедноставно за прифаќање од страна на пациентите, додека кога имаме поголем губиток на забите, без разлика од која е причина да настане тој губиток, дали кариес, дали пародонтоза и ред други работи, кога се губат повише заби, тогаш мора да се оди со мобилно решение. Тоа е најчесто во постарата возраст се случува. Народно кажано вилица. Па да, така да. И да го решиме за да му ја повратиме пред се функцијата на пациентот со забалото, потоа естетиката и ред други работи. Која е најчистата, извини Милина, која е најчистата причина за губиток на забите? Бидејќи имаме многу помлади кои што имаат голем проблем. Дали парадентозата која се јавува, негрижата? Вака, на прво место е кариесот. Тоа е како една од најглавните причини, понатаму пародонтозата секако, стресниот начин на живење кој што во последниот период после ковидот, можам да кажам, е многу изразен, исто може да биде причина за губиток на забите, така да кога ќе се соберат сите тие работи и ако дојде до губиток на забите, тука настапуваме ние за да ја повратиме функцијата, да го повратиме сето тоа што е изгубено, да направиме добро протетско решение кое што пред се ќе му служи на пациентот и функционално, а секако и да ја повратиме естетиката, фонацијата, меѓу другото и тоа е тоа. Така. Вие ни пративте едно видео вчера
и тоа убаво си објаснувате, додека гледаме, јас би сакала да го погледнеме истото, па потоа може, ако имате некој дополнителен коментар, нели да кажете, и ако од она што јас го слушнав, баш убаво си објаснувате што се гледа на компјутерот, што се гледа кај вашиот пациент кој што е на столчето во моментов, да погледнеме. На голем екран. Означуваме скенирање први, почнуваме сега со долна вилица. Ја скенираме оклузалната површина. Таму нека готова е долната вилица и скенирана. Одиме сега горна вилица. Само исклучи сега за да ви слушам. Да, ете, видовме, ова е некаков скен. Од режија колегите веднаш поставуваат прашања дали постои шанса да се успие пациентот и за саат-два да се заврши се. Вака, со новите технологии нема потреба од таква работа, затоа што технологијата оди напред, а ние како секаде, така и во стоматологијата мора да го следиме трендот на усовршување, на опремата која што се користи најнова технологија. Еве како што гледате, користење на скенер за земање на дигитален отпечаток. Порано беше оние старите конвенционални со отпечаточна маса земање на отисоци, кои што секако и за пациентот беше потешко, рефлекс на гадење може да се појави, прецизноста и ред други работи. Сега со дигитализацијата, односно со земање на отпечатоци со скенирањето, многу покомфорно е за прво и основно за самиот пациент, е многу поедноставно, комфорно. Ги немаме тие пропратни рефлекси, нели што ги спомнав пред малку, дека може да му се гади на пациентот. Многу побрзо се завршува, поедноставно е и пред се многу попрецизно, што морам да нагласам и прецизноста во изработката која би ги споредиле конвенционалниот со отпечаточни маси и дигиталното земање со скенирање на отпечаток има многу поголеми предности. Дали Марко и
Бајса се плашат од заболекар. Јас некако Какво одамна не сум била. искуство имате до сега? Има луѓе кои што навистина се плашат, како и од други работи, ние се плаши, не знам, крв да му земат. Има многу Да, луѓе кои што така. така имате фобија или можеби вие Па не малку сте. ја Така. може да се каже Не баш со музика се оди на завар, Да, добро? Навикна Така, се. ние се трудиме секогаш да ги опуштиме пациентите, сега се работи со анестезија, така да тој страв што претходно беше леле на забар одам. Со неспиење предходниот ден. Да. Сега се трудиме нормално да ги релаксираме пациентите, секако и нашиот пристап према пациентите е многу битен и ако пациентот има доверба во нас, ја стекне таа доверба, значи доаѓа опуштено и самата работа, и текот на работа е многу порелаксиран и за самиот пациент пред се, и за нас како стоматолози, кај плашливите пациенти нормално се аплицираат анестетици, значи локално, не со спивање, да нагласам, и се завршува се како што треба и така да тоа плашењето од одење на стравот, од одење на забар, мислам дека сега веќе одмира. Дека ќе полека одминува. Дали може сега малку музика, нели, да се расониме или да ги расониме? После стравот, после Здравото одењето музика малку даублажиме. Бајса, ајде да ни отсвирите нешто. Така, ајде. Што ќе одберете? Која е? Па, ајде една темичка, сега така ми дојде Драчевско едно род. Драчевско род. Миле Коларовски така ми текна. Супер. Малку посредни регистри. Може, поздрав до сите драчевчани, едно Драчевско род. Браво. Да. Одлично. Ретка темичка во 12 осмински ритм. Колку младите сакаат да ги научат старите традиционални македонски инструменти? Колку има интерес? Па има интерес, сметам дека ете од порано се направи некаква револуција најпрво во образованието, значи тешко беше во контакт со мојот професор, нели Драган Даутовски, еден од луѓето, луѓето кои што баш се тие поборници да влезат овие инструменти во образованието, така да се променија работите. Се променија работите, вистина на подобро, затоа што јас секако викам, ако ние почнавме да учиме музика класично, нели во формално образование, Моцарт го запознавме, Бетовен, јас секогаш викам дека... Но не е во гените на постоењето и битувањето. Да, јас секогаш викам дека нашиот Моцарт е тук. Така. Кавалот, тамбурата, тапан, се оно што се стари македонски инструменти. Така. Да, инспирација. Тамбура и што уште друго да не заборавивме. Јас тука се обидувам да ги најдам сите инструменти да не заборавиме некој. Јас се помалку сакам да зборувам за таа бројка, но еве функционални се, да, традиционалните кавал, гајда, тамбура, тапан. Чалгиските, нели, сега ако вака ги сортираме, кларинет, виолина, ут, пијано за своји потреби, оноку колку што, нели, за потреби на компонирање, аранжирање, па негде го изведувам, нели, на настапи, на концерти, се тоа да задоволи некое професионално ниво. Така. А гајдата, тапанот, еве и на свадби гледам се почесто, мислам не дека порано, не. Може би имаше некој затиш одреден период, ама сега гледам помладиве пак си сакаат барем еден дел, половина час од свадбите да посветат. Без тапан не бидува свадба. Така е. Не знам, кавал и така натаму. Тоа е добро затоа што на тој начин ќе опстане фолклорот, ќе си опстане традицијата, затоа што кај има свадба, нели, веселба, таму се луѓето, таму е народот.
А сето тоа како ние музичарите, нели, авторите, композиторите ќе го изградиме, понатаму е друга приказна и секако убава, уникатна. Се создаваат уникатни дела. Кога започна вашата приказна и кога ви се роди поривот дека тоа што ќе го работите денеска е од секогаш љубов или попатно ви се појави желбата и радоста кон... Ние како деца од кога можеме да бидеме свесни за себе и она што сакаме, нели? Јас се сеќавам дека секој пат на ликовно цртав некаква сцена, па некакви инструменти колку сум можела да ги нацртам, некаква соба со многу инструменти, дури и техничка опрема ќе свири девојчето. Леле, значи што од мала со многу инструменти. Да, Ве поддржа родителите или тие ви рекоа нема финансии во музиката, не. Мајка ми, да, таа беше најголемата потпора за мене и веруваше дека она што го сакам и нели како ме гледа дека си прави импровизирани удиралки и нема во тоа време вистински инструменти освен мандолината, нели, покасно од баба ми. Така да ме следеше и знаеше дека таа желба ќе прерасне во нешто убаво, единствената потпора. После секако околината, роднините, пријателите, ама треба време да се нели докаже за тоа што во тоа време сега девојка ќе свири да се бори. Да, имало секогаш такви нели коментари, но и те сте успеале да се изборите за она што сакате. Убаво го споменавте мандолините. Јас се сеќавам во основното училиште каде што јас учев, имаше мандолински оркестар, наставничката се викаше Семика, ако не се лажам. Имавме и хор, не знам дали се уште постои тој мандолински оркестар, искрено не можам да се сетам, многу години помина од моето основно образование, но во секој случај убаво да се потсетуваме и да ги негуваме тие работи без разлика дали станува збор за музиката или за спортот. Кога еве веќе го споменувам и спортот, ќе се надоврзам на Марко кој што во 2018-та го преплива Охридското езеро и стана заслужен граѓанин на Охрид. Тоа е едно многу убаво признание, Марко. Да. Како се чувствуваше во моментот? Дали беше свесен или ти требаше неколку дена да легне сето тоа? Па, уште за сите тие награди што ги имам добиено не сум баш свесен или посебно и за последните пливања не сум уште како да немам сватено дека ги имам направено, бидејќи тоаш не ми беа битни тие награди. Добро, беше и помал тогаш. Да. Ми беше важно само да испливам за целта која имав и тоа ми беше само во главата. Па всушност најважното ти било во глава да се исплива. Така. И сето тоа да си донесе едно престижно признание и сите тие награди кои што дојдоа подоцна. Се чувствуваш подготвен за новиот предизвик? Имат уште 4 месеци скоро до предизвикот. Во моментов уште не се чувствам спремно, но како што проаѓаат месеците, мислам дека ќе сум во топ форма за предизвикот. Никогаш нема доволно да можам да се спремам за да немам болки или да немам предизвици во текот, но мислам дека со тоа што го имам поминато, дека физичкото каде што нема да може, психичкото ќе... Како се подготвуваш психички? Дека покрај физичката подготовка ми е потребна и ментална подготовка. Умот да ни е подготвен за да го прифати се оно што го очекува телото. Да. Порано тоа, како што кажав, дека пред скоро време почнав да го прифаќам таа болест што имам како благослов. Бидејќи порано се прашував зошто мене или животот не е фер или нешто од тие линии, но кога сватив дека за секој искушение има благослов и лекција, дека можда така требало да се случи. Не на секого му се случуваат такви предизвици и научив да живеам со нив, да видам што можам најмногу да научам и со секој искушение веќе не се прашувам зошто мене, туку ќе речам фала ти Боже што сум јас, што ме одбра мене, бидејќи знам дека ова ќе ме направи посилен. Секоја чест. Секоја чест. Верба. Да, верба и колку убаво размислување, можеби некај сите млади луѓе може да се сретне, многу други работи им се важни, приоритети, така што Марко навистина си убава светла точка во денешната младина, еве утрово баш со Александра едно од темите ни беше за тоа колку се намалува детската популација во Македонија за некои 20% во последната декада и дека се стравува дека понатаму ќе биде уште
полошо. Некои од гледачите се јавија кажаа дека не е проблемот само дека не се раѓаат деца македонци, туку оние кои што живееле тука се иселиле и кога нивните деца ќе се родат веќе се, не знам, германци, италијанци или било во која земја и да отидат. Како ви размислувате на оваа тема, докторке? Вака, точно е тоа што го кажавте, намален е бројот нели на новородени деца, голема е бројката на што се иселуваат од Македонија. Во тој дел се ја би се навратила и на мислам како да кажам, нашиот дел од Вие кога сте биле млада, сакате да кажете? Или? Па да, порано, например, ние кога одевме во училиште, една паралелка беше од 30 до 35 деца. Сега, например, имаме по 10 деца во една паралелка, некаде дури и помалку, за жал. Во мојот крај, од каде што потекнувам, јас сум од Струмица, има во некои места што едно одделение од бројка од 5 деца, што е драстично намалување во споредба со тоа што ние која бевме на таа возраст, зборувам за основно училиште, и сега бројките се драстично намалени. Марко, твојата генерација, колку од твоите пријатели, другари, другарки се заминат или планираат да заминат некаде во странство? Бројката варира, но не можам да зборувам за другите луѓе, можам да се кажам за мене дека планот ми бил и секогаш ќе ми е да се остана во нашата земја, бидејќи колку побрзо луѓето сватат дека Македонија за мене барем е златна и дека има потенцијал дека се успее, толку ќе е подобро, бидејќи не знам колку се свесни луѓето колку лошо ни влијае западот нас, бидејќи сите тие традиции и што ги имаме ние, тие ги менуваат. Сите ние работи што веруваме, тие пробуваат да направат сосема различно. Например, како темата за Господ. Не знам кој верува како верува, но јас верувам многу. И сите тие битни работи, така. Како што се за жал. Бракот, семејството, традициите кои што се ги имаме, сакаат да не ги наметнуваат и некои други вредности од за жал. Живееме уште во земја каде што се заштитени тие вредности и се надевам дека ќе продолжи да е така. Јас мислам дека мавето уште една песна заслужува. Но да ги неговите родители имаат одлична работа завршена, така да секоја чест за твоите родители, така. Јас се надевам дека ќе доживеа мојата ќерка вака да зборува како што зборуваш ти денеска, бидејќи си редок пример на млад човек кој верува и ваква мисла има. И за не се секираш, јас тука ќе ја чекам Сара нисто во столче. Се надевам дека ќе се промениме за на години. Ајде бајсана, вистина, јас сериозна сум. Јас би цела емисија само да свириме и да пиеме. Па добро, ајде, вака. Ајде, уште едно и толку. Имавме Драчев скоро. Сега малку нешто поинакво. Кој е сакате? Најде на деветка. На деветка? Браво. Браво, значи секоја чест сакаме кога имаме музичари да ги искористиме, да кажам, или некој да свири, да пее, зошто да не. Македонската публика, нашите гледачи сакаат музика и уживаат во музика. Докторке, сакам да ве прашам, сето ова што го кажавте е одлично, нели сите верувам дека сакаме да се грижиме за своите заби, но некој не може да го направи тоа не затоа што му е страв, можеби нема доволно финансиски средства. Дали сите овие работи кои што ги кажавте се скапи можеби кај нас за нашиот стандард или? Вака сега, ние секогаш кога имаме пациент, ги гледаме, има неколку опции, не е една опција и сега
нормално ние ќе ги понудиме различните опции што може според ситуацијата, нели нормално кај пациентот каков е губитокот на зъбите, што може да се направи. И не секогаш е само една опција за да се понуди како решавање на проблемот кај пациентот со недостатокот на зъбите. Кога ќе се понудат решенијата, нормално секој пациент прашува и колку ќе го чини тоа протетско решение, така да ние за секоја варијанта ќе му ја посочиме и финансиски конструкцијата колку сето тоа ќе чини. Заеднички со пациентите ќе одлучиме и според можностите, нели, на самиот пациент финансиски тоа да го издржи, да најдеме соодветно, меѓутоа сепак и добро решение кое што ќе го реши неговиот проблем, а финансиски премногу да не се одрази нормално на буџетот, да. Нормално решенијата ќе се понудат, финансиски конструкцијата ќе се произнесе на пациентот и одлучуваме заеднички кое решение би било најсоодветно да се понуди кај самиот пациент. Така, добро, бидејќи тоа е доста важно. Да, може да си дозволи, сака да си направи, нели, веќе на поодминати години и некој зъб фали, па треба да се одлучи дали да се стави, не знам, мост или се тие работи. Знаете, секогаш решението ние го бараме според ситуацијата во оралната празнина, кои зъби се изгубени, дали има можности, секогаш одиме, ако има можност да одиме со фиксно решение кое што е многу поприфатливо и за самиот пациент. Друго е мобилно решение, протезите, нели, народно кажано, се многу како да кажам, потешки за прифаќање од страна на самите пациентите, а фиксните решенија се поедноставни, многу побрзо се прифаќа, пациентот се навикнува и после еден извесен период ги чувствува како своји зъби и дури забораваат дека имаат некое протетско помагало во устата. Но за да не бидеме до овој проблем, колку често треба да посетуваме стоматолог? Сега вака, правилото е на секој 6 месеци да се оди на превентивна контрола, нели, да се посетува стоматолог. Јас кај дечињата посебно нагласувам барем на 3 до 6 најкасно да дојдат на контрола. Знаете, во детска возраст се случува некогаш да заборава да ги измијат зъбчињата, да им се спие, па да треба да сакаат порано да легнат, така да не ги измијат зъбчињата, еве од тоа ми се спие. Така да во таа за децата посебно нагласувам барем на 3 месеци, најкасно на 6 месеци да поминат кај нас чисто 5 минути, меѓутоа многу битни 5 минути да ја видиме ситуацијата, ако има нешто, знаете, во почетна фаза кога ќе се реагира е многу поедноставно и за дечињата како од најмала возраст, значи посетуваат стоматолог да се реши проблемот, да биде поедноставно, да укажеме и да повториме, барем јас на секој доаѓање, посебно внимание на оралната хигиена, посебно кај дечињата нагласувам за редовно добро одржување на таа орална хигиена, да се посетува, нели, стоматолог на тој одреден период и мислам дека со сите превенции што ги преземаме, имаме добри резултати. Добро, сега и во училиштата е убаво што еднаш годишно ги носат децата, посебно за проверка на шиските, па да се заливање, тоа е организирано веќе подолг период, значи тоа е одлично, превентивата, превентивата е многу битен дел, така да еве и сега како што рековте, превентивното организирано носење на дечињата во таа возраст, значи на лекар за заливање на фисурите, посебно на шеските. Знаете, тоа е периодот кога имаме мешовита дентиција, се уште имаме и присуство на млечни зъби, почнуваат сталните зъби да се појавуваат, така да тоа е еден клучен момент кој што кога ќе се превенираат сталните зъби, значи посебно за шеските зборувам и со тоа организирано одење и заливање на шеските, се постигнуваат
добри резултати, контролите нормално кај нас после продолжуваат, така да имаме добри резултати. Така, супер. Сега е време за реклами, правиме многу кратка пауза, по рекламите се враќаме назад, имаме уште многу теми и фотографии со нашите денешни гости.